Добро вечер, јас сум Боби Христов, а во топ тема вечерва за топ настанот на денот. Посетата на еврокомесарот Јоханес Хан. Политичките и демократските процеси заглавени во пучот и бомбата. Може ли планот на комесарот Хан за посредство од европратениците да донесе некакво поместување во политичките ровови? Not after the first meeting, no. I'm here to discuss with some interlocutors and to have a first contact, and then I will make a final assessment. Има ли излезна стратегија од политичко-институционалниот ќорсокак? За сите овие дилеми разговараме со моите вечерашни гости, поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Ивица Буцевски. Добро вечер. Малинка Ристеска Јорданова, директор на ЕПИ, и Алберт Муслиу, политички аналитичар. Но, како вовед во целата дебата, сублиматот на денешната посета на еврокомесарот Хан, што ја подготви колегата Дарко Чекеровски. Без детали дали и што е договорено, само со најави дека се надева дека на крајот на денот е можен излез од политичката криза, еврокомесарот Јоханес Хан ја заврши серијата состаноци со представници на државниот врв, партиите од власт и од опозицијата. На сите обиди на новинарите кои го следеа комесарот за проширување и соседска политика на Европската унија да добијат информација дали има конкретен предлог и што побарал од Груевски и Заев за нормализација на политичката ситуација во Македонија, Хан инсистираше дека е подобро да не открива детали од средбите. I'm here to support the country, and sometimes it's better to have internal talks and in order to make progress, and I hope by the end of the day we can make a lot of progress towards the European perspective. Со премиерот Груевски се сретна во резиденцијата на Европската унија на Водно. По работниот ручек што траеше речиси 2 часа, на кој присуствува и министерот за надворешни работи Никола Поповски и шефот на кабинетот на премиерот Мартин Протугер. Груевски рече дека се разменети мислења и дека на Хан му ја презентирал вистината за она што се случува во Македонија. Поразговаравме за актуелната политичка ситуација. Го кажавме она што е вистината, односно она што се случува. Тоа е тоа. Има ли предлог од Хан за надвинување на кризата? Донесен ли каков предлог? Па не, имавме размена на мислења. Понудихте ли вие некој решение? Размена на мислења. Значи резултат немаше. Имаше размена на мислења. Рековте вистината, кажете, која е вистината? Вистината таа што ја кажав и во јавноста. Предходно во седиштето на СДСМ Хан имаше средба со шефот на опозицијата Зоран Заев. Еврокомесарот бил запознан, како што велат во партијата, со скандалот со прислушувањето и упадот на власта во функционирање на јавното обвинителство, судовите, местењето на судски процеси. Председателот на СДСМ има законски и морална обврска вистината за Македонија да ја сподели со граѓаните. И тоа ќе го стори со единствена цел враќање на уставниот поредок, слободата и демократијата во Македонија, пишува во соопштението од СДСМ. Претходно Хан се сретна и со председателот Ѓорги Иванов, вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими, председателот на Собранието Трајко Велјановски, а вечер имаше средба и со председателот на ДУИ Али Ахмети. Тоа беше рапортот за денешната посета на еврокомесарот Хан. Овдека со мене имам двајца поранешни представници од Секретаријатот за европски прашања, кои веројатно ќе се согласат дека сиот овој и протокол и начин на доаѓање и места на средби и ова буквално бегање на еврокомесарот Хан од новинарите беше малку невообичаено, меѓутоа веројатно таква е приликата денеска. Буцевски би почнал со вас. Можеше ли да се очекува повеќе од ова немање исход? Не верувам дека може да се очекува повеќе. Ова е прва средба на еврокомесарот со политичките чинители од Република Македонија. Кастингот, ако можем така да кажем, беше типичен, односно списокот кој што луѓе со кои што се сретна денеска е ист што би бил во било која ситуација. Единствено што изостануваше е малку повеќе помпа, односно малку повеќе изјави околу европската перспектива и така натаму на Република Македонија, што нормално повторно се одвесува на моментот, затоа што од 31 јануари годинава ние не се наоѓаме во редовна политичка состојба, ако можем така да кажем. Од 31 јануари се наоѓаме во една нова политичка состојба. Секој нареден чекор во следниот период за нас е чекор во една тера инкогнита, во една непозната земја.
Само 31 јануари или од недела дена подоцна? Не, само 31 јануари. Само почна не бомбата. Од 31 јануари почна разврската на целата оваа ситуација. Зборам ја, сега се наоѓаме во една нова ситуација. Сето она што досега сме го носиле како заклучок се заснова нашето претходно искуство, на тоа како сме ги следеле досегашните изјави, дела, постапки на политичарите. Од 31 јануари навака се наоѓаме во една нова ситуација, за која што сето она што порано било кажано можеме слободно да го фрлиме во корпата за отпадоци и да следиме како се тоа ќе се разреши. Она што јас се надевав дека ќе биде случај, веројатно нема да се случи, односно нема да имаме брза разрешница, туку напротив ова и натаму ќе виси врз Македонија во наредниот период. За жал, сето тоа ја става политиката на копчето пауза. Ништо друго не е значено, освен целата оваа ситуација која што е вичена со аферата Пуч, односно со тоа што СДСМ го нарекува бомба. Ќе ги разговараме сите детали. Малинка, која е вашата првична оценка? За мене малку и невообичаено што воопшто дојде, бидејќи за да дојде треба да има некаков резултат или некакви очекувања или некаква најава. Тоа веќе покажува дека вчера рече во Брисел дека го советувале да не. Да не, да, кога нема резултати, кога е во ризик, зошто да доаѓа? Ова моја прва посета, мислам дека само во Македонија не бил. И втората работа што можеби малку невообичаена од протоколот на ваквите средби е ручекот со премиерот во кај амбасадорот, а не прием во неговиот кабинет, што веројатно дава малку повеќе простор за, да речеме, понеформален разговор. Значи, она што дефинитивно е поневообичаено е самото негово присуство овој пат, самото негово доаѓање. Алберт, првична оценка, првичен впечаток. Првичен впечаток е дека некој висок функционер на Европската комисија требаше да го почне ова. Значи, ние сме свесни дека од првиот ден после изборите до сега нашите странски партнери биле прилично активно вклучени да ги приближат страните, некогаш појавно, некогаш нели по дипломатски канали, да седнат, да изнајдат начин да се договорат, кога после 31 нели ни стана јасен фактот дека тие не се договориле, затоа што допред тоа ние се надевавме, ние не ги знаевме нели тајните разговори што ги имаме, дека ќе изнајдат некој начин да се одблокира целиот процес. Стана јасно дека ова ние немаме капацитет сами да го решиме. Ако пред 31 не сме имали капацитет, после 31 уште поубеден сум дека нашите политички елити немаат капацитет да го надминат ова или да изнајдат начин како ова да го канализираат. Ова на крај ќе има разрешница. Најголемото прашање е кој ќе биде процесот до разрешницата, пошто според мене разрешница е независно кога, дали за 6 месеци, година дена, година и пол, 2, дека ова не може на друг начин да се разреши, освен со некој вид на избори, и гледаме дека нели тензиите се или расправиите се како до тоа да се стигне. И мислам дека тоа е најголемото прашање. Но сепак требаше некој така висок функционер кој ќе ни стави на знаење и ќе стане јавно дека Европската комисија и нашите меѓународни партнери се вклучуваат во целиот процес. Не верувам дека посетата на Хан била чисто да се збори за следниот извештај или како ни одат реформите. Добро, тој најави синоќа во Брисел, а има потврди од дел од соопштенијата, иако специфично и за соопштенијата е што од сите институции што секој си кажува што тој кажал, а не што каква порака добил. Сепак од тие соопштенија се чита дека еден од плановите, една од идеите која што била понудена е моделот на разрешување на кризата во Албанија со посредство на европратеници. Колку е таа применлива во Македонија? Да кажем конкретно, ако имаше некој пораки испратено и ако беше презентиран некој план, до сега некој од четворицава на масава тоа ќе го знаеше и ќе го ставеше во јавноста, затоа што секако дека таква работа немаше никој да додржи до сега. Таква работа ќе беше од интерес на една од страните да протече. Значи да се разбереме, значи да имаше таен план или порака представена која што излегува во нови рамки, до сега тоа ќе протечеше во јавноста. Значи немало такво нешто.
Во однос на моделот за Европскиот парламент, мислам дека тука станува збор за една многу да демистифицираме малку таа работа. За жал, во изминативе 20 на години политичките елити на Балканот, не сите, определен дел од политичките елити на Балканот, се навикнаа да се однесуваат како размазени детишти, како тинејџери и да имаат потреба од странски чинители да бидат вклучени во некој процес во кој што воопшто не е потребно да бидат вклучени. Значи, за што станува збор конкретно во моментов? Конкретно во моментов, мислам дека еврокомесарот Хан едноставно сака да предложи начин Социјалдемократскиот сојуз да се врати во собранието без да го изгуби образот. И за таква работа, еве, ќе дојде Европарламентот, пак имаме некоја драма, па некои документи, па некои откажување, закажување, 5 до 12 качување по авиони, враќање од авиони и на крај цело тоа да заврши со нивно враќање во собранието. Значи, тоа е неговиот предлог. За тој предлог нема ништо друго. Сега, како тоа ќе се операционализира, сосема друга работа. Значи, тука ќе има многу шум, многу драма и така натаму, меѓутоа предлогот е тоа, затоа што нема друго решение за Социјалдемократскиот сојуз освен враќање во собранието и реставрација на политичкиот процес во Македонија. Но тоа беше ситуација пред 31. Сега ги имаме факторите бомба и пуч. Без разлика. Мислам, бомба и пуч ги имаме како фактори, тие ќе си останат како фактори. Ако за нешто жалам, тоа е што во 2015 година клучното соочување на Заев и на Груевски очигледно ќе биде во судница под заклетва, наместо да биде во една ваква емисија, наместо да биде во собранието. Меѓутоа тоа ќе се случи. Мислам, таа работа таму ќе се разреши заради тежината на обвинувањата. Едниот вели велепредавство, другиот вели корупција и компрометација на целокупната политичка елита, која што владее со Македонија. Не може да и едниот и другиот у право. Едниот не е во право. Меѓутоа, тоа нема да се разрешува низ политички процес, тоа ќе се разрешува во судница. И тоа е факт. Но во однос на тој предлогот за Европарламентот, тоа е предлог на Јоханес Хан како Социјалдемократскиот сојуз да се врати во собранието и при тоа да не го изгуби образот. Ништо повеќе и ништо помалку. Линка. Мислам дека го имаше и официјално најавено ова како план примената на албанскиот модел со посредништво на европарламентарците и не се согласувам тука со Ивица дека тоа само начин да се врати СДСМ во парламентот, туку е еден можеби малку поамбициозен обид, иако и тие се свесни дека крајен исход со голем оптимизам нема. Зошто? Затоа што е целосно изгубена довербата во меѓу политичките субјекти во Република Македонија, тоа значи и довербата во изборниот процес, тоа значи основите на демократскиот систем и тие се обидуваат во нивен стил да полека ги помогнат да се изградат некои од основите назад. Не мислам дека некој сега го знае крајниот исход на тој процес, но тоа е тоа што се обидуваат да го направат, да создадат минимум доверба, затоа што еднократно враќање на СДСМ во парламентот не решава ништо. Тие се вратија, па излегоа. Ако нема една основна гаранција за функционирањето во парламентот и за изборниот процес, тогаш нема одржливост на било која интервенција. Освен парламентот стои на располагање. Кој е друго решение освен продолжување на работата во парламентот? Не, има тука многу опции кои што стојат на располагање. Па нема. Апсолутно има многу опции. Значи има многу начини да продолжи бојкотот понатаму, се распишат избори. И добро, ама на крајот што се случува? На крајот се бира влада во собрание. И тоа е така едноставно. Наједноставно. Се бира влада. Се бира влада во собрание, потоа си владе мнозинство. Секоја влада се бира во собрание и тоа е неспорно. Начинот на кој се бира е некогаш работа на политички договор. Ние не сме имале влади во Македонија кои се бирале секогаш по математика. Него се бирале со политички договори. И во 2001 не се случи влада по политички договор. Значи бројките беа различни. Само во 1991 до 2001. Значи се случило. Неспорно дека парламентот е крајната адреса, неспорно дека изборите се крајната адреса. Ја кажав дека тука ние имаме две страни со различен поглед кон тоа како до тоа да се стигне. Нели според ДПМН имаме барање СДС да се врати во парламентот,
Според СДС имаме барање да се формира техничка влада, беше барање да се формира техничка влада, да се вратат у парламентот и таа да ги спреми предвремените избори. Но тоа беше приказната пред 31. Се имаме друг процес кој ќе оди паралелно. Нема европски функционер кој вам ќе ви каже излезете на улица. Не, тоа прво не постои. Он ќе ви каже дека улицата е демократска метода, но ќе ви каже треба да се вратите во институциите. И тоа секогаш се случувало. И не би било природно да не дојде нам Еврокомесар. Што ќе се случи, Алберт? Што има друго освен враќање во парламентот? Да довршам за процедурата. Значи, европските функционери не можат вам да ви кажат не се враќате во институциите. Тоа би било парадоксално. Нитпи ми би тежнеле кон таа Европска унија ако нема некои норми и принципи. Тоа е неспорно. Што е спорно? Него сега ми имаме два процеса. Пација, не може да се правиме наутрени дека не се случуваат два процеса. Имаме кривична пријава против лидерот на опозицијската партија и имаме аферата Бомба, каде што ние секој 4-5 дена слушаме прислушкувани разговори на високи функционери кои во тие разговори прават работи кои не се согласно законот и уставот. И тоа се факти. Значи, зборуваме за кривична пријава. Има друга кривична пријава. Добре, тие може да следат, може кривична пријава врз основа на тоа да потегне и граѓани некој, значи не е поврзано тоа само со опозицијата. Значи имаме два паралелни процеса. Го имаме првиот, кој беше иницииран од опозицијата, а тоа е неодењето во парламентот, неприфаќањето на мандатите и таа чудна политика која 8-9 месеци тие мандати никако да ја одржи таа седница, ќе се сложите дека тоа е малце чудно. Како тоа може да се случи? Не, тоа е фолклор. На крајот на кришата зборувавте пред малце за албанскиот модел, сега не е тоа нешто невидено на Балканот. Не, албанскиот модел да не зборуваме за други ситуации, што биле Балканот па и во Македонија. Албанскиот модел се случи, ги собраа во ресторан во Брисел и седнаа и ги натераа да се договорат. И не е тоа нешто што е тајна, него прашањата кои беа причина за потребата на албанскиот модел се различни и беа побенигни во однос на тоа што се случува сега. Значи тоа беше од наша перспектива побенигни. Па се од наша перспектива. Во однос на тоа што се случува во моментот. Сега ние не може да се правиме дека нешто не се случува. Не согласувам. Видите, вие имате тензии во јавноста, во општеството поради овие два факта. Значи имаме кривична пријава против лидерот на опозицијата и имаме од друга страна напад од опозицијската со кривични пријави и со разговори кои ние ги слушаме и кои влијаат врз јавното мислење. Јавното мислење и врз јавноста, значи има тензии. Тие не може да ги наречеме дека се не постојат, тие постојат. Така да, значи зборуваме два паралелно. Он може да ги повика во парламентот, да го изнајдат модусот како да се случи, но длабоко сум уверен дека на тоа ќе му претходи некој договор. И сум многу убеден дека ова денеска е јавно иницирање на тие разговори за да се изнајде начинот, затоа што нам ни требаше, ви велам пак, висок функционер кој ќе ни укаже дека тоа се случува. И Трајко Велјановски кажа дека крајната цел е враќањето во парламентот, дека тој ќе инсистира на тоа. Значи, неспорно е тоа. Ја не верувам дека и опозицијата може да каже наша крајна цел не е враќање во парламентот, зашто би било парадоксално. Они тогаш мора да се врати во парламентот. Конечноста ќе биде таа. Неофицијално се тврди дека СДСМ во целиот тој процес ќе бара своевидни двонасочни гаранции, односно да не се одвива само тоа инсистирање за нивно враќање во парламентот, туку ако има таков договор, да има некаков договор и околу позасилен мониторинг, па дури и меѓународна интервенција во правната разрешница на двата случаи, односно на Пучи и на Бомба. Добре, еден од коалицијските партнери секако бараше да... Тоа го побара и тој. Значи, ова е дефинитивно почеток на некој нов политички договор. Во кој што, за да не биде само тоалет хартија политичкиот договор, сега се појавуваат како посредници европредседниците, кои што не се личности, представници, не се представуваат сами себе си, туку ги представуваат двете најголеми политички партии во Европскиот парламент, Европската народна и социјалдемократите, кои што се пак сестрински партии на ВМРО-ДПМН и на СДСМ. Значи, нивното вклучување овде треба да биде некаква гаранција за она што ќе се договара и што ќе се преговара. Не би требало да им биде сеедно ниту на ВМРО-ДПМН, ниту на СДСМ, каков ќе биде нивниот образ пред нивните сестрински партии
односно релевантните европски партии кон ова прашање. Мислите дека по сето ниво на политичка култура што досега го покажавме дека би им било грижа за тоа? Не се работи тука дали им е грижа или не. Нивната позиција како партии и политички субјекти во европската политичка карта зависи од нивните односи со овие политички групации во Европскиот парламент. Директно. Јас ќе повторам тоа што кажав, мислам дека нивната удлога ќе биде едноставно само дел од една политичка драма која што нема да има никаква реално суштинска работа, иако ќе се обидат да стават некоја суштинска работа во целата таа рамка. И мислам дека срамно е целокупното барање за некој засилен политички мониторинг, затоа што на крајот на краиштата станува збор за наша домашна политичка криза. Нема причина зашто си ги мафтаме Балканите алишта надвор. Дури да има некој политички мониторинг, далеку е тоа од било што досега сме го виделе во Република Македонија, времето на интервенции, странски замешателства во домашниот политички процес одамна е завршен. Тезата не е само политички, туку дури и правен, некаква форма на Тоа па нема правен. шанси. Тоа па нема шанси ни подразно се случи. Мислам, посебно не во земја која што има кандидатски статус и посебно не при ваква ситуација со која што Европската унија се соочува. Да се разбереме, Европската унија има бројни ресурси, огромни ресурси и во однос на пари и во однос на луѓе. Но во една ваква ситуација со која што сега во моментов се соочува с неколку отворени жаришта, нишање на целокупната структура на еврото, нишање на целокупната позиција на Грција во рамки на еврозоната, дека некој ќе се инволвира толку длабоко во Македонија, дека некој овдека ќе прави некои механизми за правни или за политички мониторинзи, тоа е нонсенс, да се разбереме. И меѓу другото, од пораките на Јоханес Хан, меѓу редови се читаше и тоа. Ова се ваши глупости, ова е дел од вашата политичка канализација, најдете си начин да си го решите. Тие, ако треба, ќе глумат тука некаква се медиација. Прво, јас сум скептичен дека европратениците имаат капацитет и извршен да дојдат до некој политички договор во оваа наша ситуација. А второ, за тоа ми дава право и фактот што нашите политички елити не ги изгубија минутите, така да некои европратеници одма се ставија на лева или на десна страна. Така да кредибилноста нива става што ако не ги пратат тие па кои беа највокални, нели против едната или против другата страна. Ми имавме, нели, овие 10-15 дена. Не, изграделе позиции. Не, имаме овие 10-15 дена ситуации каде што европратеници беа за функција и за ред. Мислам така ги заокружува некои своји изјави независно од тоа што се случува. Тоа е едната работа и втора да не мислиме ние дека и во Европарламентот двете најголеми струи се во идеални односи. Така да коалиција се сега. Така да мислам дека они ќе бидат тука ради шминка, ради разубавување, но потешките разговори се водат помеѓу нашите политички елити. И тие правни разрешници, ако постојат, ќе бидат резултат на договор на нашите политичари. Нема да бидат на импонирање на нови механизми кои се непостојани. Тие ќе бидат резултат на договор помеѓу страните кои се во колизија. Тоа е целата поента. А тие може да бидат охрабрувачи, може некога ние сме биле сведоци, се не може да се правиме дека не се случувало, кај нас удирали и на Астал, затоа што не сме биле доволно... И ни еден проблем не се решил без нивна интервенција. Затоа што не сме биле доволно... Кој проблем поозбилен се решил без нивно влијание? Согласно, имало и проблеми што и без нивна интервенција. Ама тамам работа ми е да не можеме баш ни еден проблем да го решиме. Ние збориме... Сега забораваме. Имавме мајски договори, имавме она со ке председателот, со како се викаше тој мајски мартовски, мартовски договори. И кој го памти сето тоа? Ама тој договор пак се постигна под влијание и притисок и охрабрување да го користиме по овавиот збор на нашите меѓународни партнери. И со една голема срамота за нашите политички елити. Со ова што се случува кај нас, мораме ние како општество да се соочиме. И мајски и мартовски договори беа очигледни уште пред да почне процесот каде ќе завршат. Што е работата? Требаше да изиграваат мајмуни тука пред странците, да изиграваат деца, дека мора да дое некој страна за да го договорат тоа што е очигледно. Ја не сум бил кај тие што подпишувале пред странците, тоа се нашите политички елити, ја за нив зборам. Но нашите политички елити последен пат седнаа се договорија под притисок на странците и не само на Европската комисија. Се разбераме. Него во моментот овој е друг. Ја верувам дека тука тие само ќе ги охрабруваат двете страни да изнајдат начин
а тие тоа да го потврдат. Затоа што немат механизми просто да ги седнат со сила. Значи, ова им е првиот чекор во посредништво. Тој е најбениген за Хан, конкретно за комисијата, бидејќи тој директно не се инволвира во медиација, не влегува во сето тоа како што влезе Фила со поголем ризик, туку оди со европарламентарците кои нормално помалку го врзуваат, но од друга страна имаат политички да кажам бекграунд и политички мандати. Можат да им пристапат на парламентарците каде што сега се цени дека е жижата на нашиот проблем, не само жижата на проблемот, него и можноста за решавање на проблемот. И затоа удираат таму. Значи, не е ова, јас барем не се служувам со Ивица дека е маска, дека е театар, дека е така натаму. Театар, чисто театар. Значи, јас не се служувам дека е театар. Не е нивната инволвираност преголема. За жал, дојдовме во ситуација кога треба да бидат инволвирани, кога самите... Тоа е срамота. Тоа е срамота, меѓутоа дојдовме во таа ситуација. Дојдовме во таа ситуација. И сега сме пак сведоци на едно ново инволвирање кое што ќе видиме докаде ќе дојде. А ќе доаѓа се подлабоко ако ние ги тераме работите се подлабоко и подлабоко. Што значи тоа подлабоко? Па не знам, уште некоја кријава, уште некој кријава, кривична пријава да скусам. Уште добари, докаде се може да креативноста уште некој во затвор. Докаде може да стигне, мислам. Докаде се може да се продлабочи во оваа криза, кои се сите можни сценарија, во продолжение претходно кратка пауза за реклама. Султанке на моето срце. Just give it one last touch. Мамо, тука сум. Секој во свој филм со VIP комбо. Комплетно HD искуство со најмногу HD канали, неограничен Fiber Power интернет, неограничена фиксна и мобилна комуникација за месечна претплата од 1699 денари, заедно со Близу. Повеќе за вас. VIP. Со годините доаѓа и одговорноста. Имате проблеми со мокрењето поради бенигно зголемување на простатата? Јас се погрежив за мојата простата навреме. Простамол Уно е хербален лек кој се користи во терапијата за отежнато мокрење при бенигно зголемување на простатата. Простамол Уно. Машка работа, машки лек. Не застанувам освен за задоволство. Книгата секоја чита на свој начин. Претворете својата сметка за електрична енергија во нови раскази. Регистрирајте се на e-фактура и помогнете во создавањето нови книги. Дознајте повеќе за целиот проект на раскази.мк. Евана, секогаш тука за вас. 7 Days Double. Вкусот е во миксот. I'm a fireball. Seven Days Double. Вкусот е во миксот. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет.
Повторно сме назад во студиото, пред да ја продолжиме дебатата со моите вечерашни гости. Ставовите на вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими, со него разговарав денеска непосредно по неговата средба со еврокомесарот Хан, а првото прашање беше дали планот за посредништво на европратениците беше единственото нешто што го донесе во неговиот пакет. Да го погледнеме разговорот. Секако, од нивна гледна точка важно е во собранието да се представени сите политички партии кои имаат своји избрани пратеници. Тоа е еден предлог кој беше успешен во Албанија и една од можностите што ги предлага и за Република Македонија, но секако секоја земја си има свој контекст, своји специфики. Е важно дека тоа како една можност со такви идеи доаѓа, но исто така е важно да имат повише аспекти на промовирање на и функционирање на политичкиот диалог и враќање на опозицијата во собрание, затоа што важно е во Република Македонија институциите да функционираат со целосен капацитет, со цел демократските стандарди на Република Македонија се искажат во најдобра можно ниво. Колку е тоа можно со оглед на фактот што бомбата или пучот и бомбата целосно ја изместија ситуацијата во прашање, се доведени сите оние основни постулати, основни приоритети, бенчмаркови на кои што се инсистира токму во таа европска агенда, функционална демократија, политички диалог, независно судство, нешта што со се што се случува овие денови се целосно нарушени со полно сомнеши. Сегашната состојба секако е голем предизвик за Република Македонија во својот пат кон европските интеграции и воопшто евроатлантската перспектива, но исклучително е важно што сепак комесарот Хан се одлучи да дојде во Република Македонија, лично да ја оцени политичката состојба и како што веќе знаеме, неговата агенда е пред се со политички средби, со политичките лидери и со представниците на државните институции со цел да се види кои се можностите за надминување на оваа состојба што Република Македонија има. Исклучително е важно значи да се надминат предизвиците, Македонија да го држи својот курс према евроатлантските интеграции, конкретниот случај према европските интеграции, а исто така да работи на агендата што за нас е домашна задача и зашто Македонија нема никаква алиби да не ги исполнува. Македонија има своја агенда или листа на задачи што треба да ги исполни, а последната ситуација не помага во тој процес. Која е излезната стратегија? Да се постават клучните приоритети за граѓаните на Република Македонија, тоест државните приоритети дефинирани како евроатлантската перспектива и потоа тоа што се потесни партиски интереси да се стават во функција на интересот на граѓаните, односно приоритетите кои се дефинирани како членство во Европска унија и НАТО. Тие подразбират демократски капацитет, политички диалог, добри меѓуетнички односи, кредибилни институции во државата и отвореност према и конструктивност за надминување сите отворени прашања со соседите. Значи тоа е патеката или начинот на кој Македонија може побрзо да зачекори кон членството во ЕУ и НАТО. Но тоа што го говорите од денешен аспект се чини како невозможна мисија. Може да има предизвици, како што има. Тие може да се многу комплексни, но да се биде песимист не е добро, посебно кога сме во позиции, јавно избрани позиции, со одговорност према граѓаните кои искажале своја доверба. Не смееме да дозволиме песимизам да владее и не смееме да се откажеме од нашата идеја за членство во ЕУ и НАТО. За тоа треба инвестиции, за тоа треба да работиме повише и дадеме напори кон тоа што и претhodно кажав што е интерес на граѓаните на Република Македонија, поголем од некои потесни партиски интереси.
Кој е вашиот став за пучот и бомбата и како на вашите колеги кои веројатно многу ќе ви ги поставуваат тие прашања, ќе ми објасните оваа ситуација во која што власта го обвинува лидерот на опозицијата за шпионажа и за насилство врз невисоки државни функционери од една страна, од друга страна лидерот на опозицијата лиферува снимки од тајни прислушувања со кои што се доведува под сомнеш влијанието на власта врз судството, конструкција на судски случаи, избори на суди и така натаму. Во ова фаза не би сакал да шпекулирам за било каква позиција во однос на ова прашање. Тоа што е важно, што би сакал да го потенцираме, дека Република Македонија си има устав каде што се гарантирани правата на граѓаните, потоа Европска Унија и во своите извештаи, меѓутоа и во своите стандарди и директиви и правила и во повелбата за основање на Европска Унија, фундаменталните човекови права се во основата на тој демократски концепт и тука нема исклучок дека тоа се гарантирани човекови права и слободи кои треба да ги уживаат граѓаните во Република Македонија. Било кое прекршување на тие права секако се коси со уставот и со тие што се стандарди на Европска Унија. Вистината е тоа што е важно за процесот да се надмине во најдобра можна форма, според во услови на институции кои функционираат професионално, независно и на транспарентен начин, што во крајна инстанца ќе ја уживаат довербата од граѓаните на Република Македонија. Можно ли е реално излез од целава ова институционална политичка криза без меѓународно посредништво? Не би сакал да преюдицирам, но тоа што гледаме историски во минатото и хронолошки, секогаш во вакви ситуации меѓународниот фактор има своја улога и можел да помогне во вакви ситуации. Меѓутоа, пред се тоа треба да постои посветеност и од домашните фактори и објективност во надминување на и вакви комплексни ситуации. Тоа беше вице-премиерот Фатмир Бесими, вели не треба да бидеме песимисти, меѓутоа постои ли опасност од настаночна ескалација на целата ситуација со оглед на сите спорадични појави што ги има. Формирање на граѓанско здружение за одбрана на Македонија, формирање на форум на слободни патриоти, меѓу членството на ВМРО ДПМН кои велат ние нема да сакаме да бидеме жртви на игрите на одредени луѓе внатре во партијата. Денеска ги имаме и оние ситуации со анонимуси контра анонимуси. Може ли се тоа да води кон една натамошна ескалација? И докаде? До зголемување на тензии секако дека може. И ние во моментот имаме две страни од која ниедна не отстапува од тоа што го. Така да може да очекуваме од владата да продолжи зголемувањето на опсегот на аферата Пуч, значи да се вклучуваат уште луѓе, тоа што кажам малку, да се уапси уште некој. А мислам дека и се должни на јавноста по тоа како се најави целата таа судска процедура, да има и разврска, таму се најави дека имаме странски шпионски служби, премиери и така натаму, странски држави вклучени, као на јавност ни должат да ни објаснат и како тоа ќе заврши. Во други држави кои имаме такви случувања, имаме амбасадори протерани, имаме протестни ноти, имаме сакакви некои активности кои кажуваат на тоа дека тоа што сте го направиле вие као странска држава е недозволиво. Од другата страна, ако ова монолитност остане од една страна, имаме опозицијската која, како што најавија, сигурно ќе продолжи, што ќе се појави таму. Ја не можам само да предпоставам, не можам да кажам, но во секој случај, секое ново појавување влијае негативно во довербата врз институциите за кои ние слушаме разноразни телефонски разговори како тие се менаџираат. Така да ова само може да го зголеми јазот, да се појавуваат уште такви анонимуси и антианонимуси или противанонимуси и да се зголемат тензиите во јавноста, што може да ескалира и до одредени инциденти. Тоа не е невозможно. Ние сме гледале, имало инциденти за трговски ГТЦ тука, нели? Имаше
инциденти помеѓу едната и другата страна. Така да за вакви потензични ситуации инциденти можат... Да, знам дека таму имаше или студенти, така имаше контрастуденти. Така да нашето искуство укажува на тоа дека за све нешто што се појавува, нешто анти се појавува и од другата страна. Кај год имате антиподи, вие може да ви се јават и тензии, инциденти. Но докаде ова ќе оди, зависи што ќе се појави, кои колкава тврдоглавост ќе покажат двете страни, колку неуспешни ќе бидат нашите меѓународни партнери да инициираат бар комуникација за изнаоѓање на начин. Правната завршница секако дека ќе постои, таа мора да постои ако сакаме ние стварно да докажеме дека сме сериозна држава. Но тензии, инциденти секако дека се може. Малинка, докаде ќе оди сиот овој Се сложувам дека понатаму може да оди кон ескалирање на состојбата. Овие напори на меѓународната заедница се кон тоа да создадат една друга клима во која што ќе се смени климата за почеток, за да може да се спречи таа ескалација меѓу другото. А не само што вели Лица да се врати СДСМ во парламентот и со тоа ја завршила работата, односно да им помогне на ВМРО ДПМН за да го врати СДСМ во парламентот. И тоа е и улогата и намерата нивна, ако не да ја решат ситуацијата, да придонесат, да создадат поинаква клима, да се прати поинаква порака до сите субјекти и до институциите, што е најбитно. Значи, јавното обвинителство, судовите, да може од нив барем малку долесни притисокот за воопшто да се создадат услови за институционално разрешување. Инаку во овие услови нема можности за институционално разрешување. Тоа што сакам да го кажам е што барем досега во текот на оваа емисија ме радува што еве можна четворица соговорници да бидат присутни во едно студио во една сепак напната атмосфера, а при тоа ниту еден од нас да не придонесе кон дополнително ширење на маглата и ниту еден од нас да не долева масло на огинот. Значи во изминатиот период се изнаслушав многу неодговорни изјави, паушални оценки, судови кои што не придонесуваат кон надминување на ситуацијата. И за жал пламените поддржувачи на ВМРО ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз стануваат се поубедени во фабулата која што партиското раководство ја презентира и се забележува еден гнев и на едната и на другата страна. За жал интернетот, социјалните мрежи се претворени во една слободно ќе кажем канализација на човештината. Значи, таков излив на поганост, на вулгарност и на лични навреди, клевети, јас никогаш немам забележено во македонскиот етер. За жал, спомнев на почетокот на емисијата, тоа што не ме радува е што разрешница очигледно нема да дојде брзо. Вие едно време велевте дека очекувате брза разрешница, меѓутоа дури формално правно, еве тоа нека биде и последно прашање, еден круг за сите, дури формално правно, например, предистражната постапка за случајот Пуч може да трае до 180 дена без да се покрене обвинение. Тоа мене ме плаши, еве си кажам, значи тоа се 6 месеци во магла. Не сум правник. Права разрешница секако дека ќе има. Од самиот почеток јас тоа го велам, значи каква тежина ќе има мојот збор ако се излетам сега во една ваква ситуација, кога буквално речено немаме ништо што може да ни ја склопи служувалката, а да се залетам како што гледам дека многумина се залетуваат во Република Македонија со некакви судови и не само тоа, со небулози. Да не зборуваме какви се тези се шират во јавноста. Така што начинот на кој што јас ке судам, јас го нарекувам е стандардот што го наметна премиерот Груевски. Премиерот Груевски каже дека во отворена, јавна, транспарентна постапка во судот ке го изнесе своето мислење, ке се соочи со Зоран Заев. Јас тогаш ке ги влечам своите судови за ситуација. Единствено што жалам е што оваа ситуација нема да се разреши брзо, затоа што на копче пауза е притисната целокупната македонска политика во еден период кој што е многу, ајде да речеме, интересен, да не ширам други нешта за Република Македонија. Завршни зборови, Алберт и Малинка, можеме ли до недоглед или еве со максимално користење на овие законски рокови од 60 дена да останеме заложници на бомбата и на Пучот? Пучот очигледно може ке се тегне до толку
за бомбата не знаеме заев уште колку материјали. Да, уште нема јавното обвинителство, нити се нема произнесено по оваа кривична пријава. Во голема мера мислам дека зависи од нас самите граѓаните на Република Македонија како ќе се одвива оваа постапка. Значи таа може да се развлече до бескрај, а може да оди и по експедитивно, бидејќи тоа е прашање на кој што ќе го дадат како приоритет институциите кои што се веќе разнишани со сите овие скандали досега. И тука велам, главната улога е наша, бидејќи ниедна институција не е имуна на контекстот и луѓето кои што се во тие институции, на контекстот во кој што тие ги донесуваат своите одлуки и ги повлекуваат потезите, а во сето тоа меѓународната заедница ќе има оваа улога на поттикнување на политичка разрешница, значи политички договор како предуслов за да може да дојде до друг договор и до создавање на една поинаква клима за да се олабават институциите и да можат да почнат да действуваат малку послободно. Јас надевам дека нема да оди до недоглед, затоа што ако после 6-17 дена од овој медијално присуство на сето ова, тензиите се подигнаа толку многу, се надевам дека ова ќе има побрза разрешница, затоа што тензиите има моменти кога влегуваат во фаза кога е многу тешко па нив да ги помириш едните со другите. Верувам дека ќе покажа толкава доблест, не дека сум многу оптимиста или така имам доверба, но мислам дека се реалистични, дека ситуацијата ќе ги принуди на тоа да седнат да изнајдат начин како тоа да се случи. Дека може ова правно да има во недоглед, може, но дали е издржливо, ја мислам дека не е издржливо, затоа што тензиите се преголеми да тоа се случи и морам да напоменам, ќе треба да изнајдат начин двете страни како да го изградат и кредибилитетот на институциите кои верувам дека после сето ова што го слушаме сериозно нарушени. Алберт Муслив, Малинка Ристевска, Јордановска, Ивица Боцевски, ви благодарам што вечерва бевте гости во Топ Тема, а вам почитувани за вниманието. Утре со вас е Снежана Лупевска-Созен.